Добар ден! Дали знаете дека се што е наметнато како реклама врз големата маса на луѓе, всушност има жик на проклетство или материјално или зло во себе. Еден човек кој е морално и духовно чист, кој што вложува во себе, кој што има интелектуално и духовно воспитание и знање и едукација во себе, тој ќе знае дека Бог ќе му ги донесе оние луѓе кои што ќе му донесат и успех, но и животни лекции. Но она што денешниот човек треба многу да го внимава е следново. Под еден, да внимава на медиумската пропаганда која што денеска владее и најчесто е интелектуално и волево водена од материјалистите. Односно да внимава на рекламите кои што се спонзорирани во рамките на социјалните мрежи во хоум, но истовремено да внимава и на телевизиските реклами, на банерите кои што ќе ги сретне, на веб страните кои што денеска често знаеме да ги видиме, поготово кога има политички избори, каде што една индивидуа која што сака да има влијание врз големата маса на луѓе, се промовира на овој начин. Тоа значи и за билбордите, и за списанијата и така натаму. Значи денеска се наметнува и се пропагира еден стил на живот каде што е материјалистички ориентиран и се нема божественото во себе, затоа што кога ќе видиме реално не ни се потребни премногу нешта за да бидеме среќни и исполнети. Тогаш зошто се наметнуваат овие реклами? Затоа што целта е луѓето кои што стојат позади овие реклами да дојдат до што повеќе гласачи, до што повеќе купувачи, клиенти, пријавени, до што повеќе луѓе кои што на некој начин ќе ја воздигнат оваа моја личност, односно моето его. А таму каде што доминира егото, се убива божественото и духовното во себе. Така што внимавајте што поддржувате, а доколку поддржувате, вие давате глас на егото на едни поединци. А всушност сите ние сме дојдени да бидеме еднакви. Не да величиме и да вреднуваме поединци. Бидејќи некој кој што треба да го вреднуваме како љубов, како некој кој што ни мисли најдобро, тоа е божествената љубов од која што сме создадени. Што значи внимавајте на се што ви се наметнува присилно за да се пријавите, купите или поддржите на некој начин финансиски. Затоа што позади овие реклами стојат луѓе кои што се high performer мотивирани да стигнат до што повеќе луѓе и клиенти, до што повеќе пари, затоа што нивниот внатрешен центар е нарцистички, односно само за себе. Значи не гледаат за другите луѓе, гледаат само за себе. Не мора да значи дека овие луѓе се лоши. Меѓутоа, нивниот порив за што повеќе автоматски ги одвојува од еднаквоста со другите луѓе, на тој начин што се гледаат себе како поединци кои што сакаат повеќе и повеќе. А оној кој што сака повеќе и повеќе, не може другиот да го гледа со братска љубов. Така што, внимавајте и отварајте 4 очи, а доколку сметате дека ова видео ќе му помогне некому, споделете го.